Официјалното пуштање на Windows 11 ќе започне од 5 октомври. Microsoft ја објави датата кога Windows 11 официјално ќе им стане достапен на корисниците. Датата е 5 октомври, а од оваа дата корисниците кои имаат компатибилни компјутери може да очекуваат да им стане достапна бесплатната надградба. Пуштањето на надградбата нема да биде веднаш за сите, а како што е веќе неколку години случајот и со Windows 10, изборот на корисниците се прави со помош на машинско учење при процесот на надградба. За разлика од Windows 10, новиот Windows 11 нема да биде достапен на сите корисници. Односно, како што е познато, Windows 11 ќе побара процесор со TPM 2.0 модул за да може да се добие надградбата. Од Microsoft најавуваат дека поради тоа што процесот на надградба ќе оди постепено, на повеќето корисници Windows 11 ќе им биде понуден како надградба до средината на идната година. Во меѓувреме, тие што имаат компатибилен компјутер и сакаат порано да го добијат новиот Windows, ќе мора самите да проверат за достапноста преку Windows Update. Обично Microsoft ја пушта порано новата верзија за корисниците кои самите го покренуваат процесот на надградба. Доколку и тогаш не е достапен Windows 11, корисниците ќе имаат можност надградбата да ја инсталираат преку посебната алатка достапна на страната од Microsoft. Во објавата со најавата за достапноста на Windows 11, Microsoft објави и дека достапноста на Android апликациите, една од поголемите новини во овој Windows, нема да биде пуштена од 5 октомври, односно истата ќе почне да се тестира во месеците што следат. И другари, тоа беше се за ова видео. Се надевам дека ви беше интересно видеото. Ако е тоа така, лайк на ова видео, оние кои се нови, subscribe, дадете максимална подршка за понатамошен развој на овој канал, а ние се гледаме со ново видео оведено до тогаш. Peace off, чаос!